Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Традиционалната априлијада по повод денот на шегата организирана во Кочани. Различни маски и насмејани лица го преплавија градскиот парк. Креативни маски, игри, смеја, насмевки, песни и многу шеги можеа да се забележат во градскиот парк во Кочани по повод одбележување на 1 април, денот на шегата. Пирати, кловнови, пеперотки, принцези, морнари и главни ликови од цртаните филмови продефилираа низ кочанските улици. На летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри настапија децата од големите групи од 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова. Одиграа по неколку точки и целата манифестација за нив представуваше вистинско доживување, оти беа скриени под несекојдневните маски. По нив настапија учениците од јазичниот центар Амичи и од основните училишта од Кочани од 1 до 5 оделение, кои прошетаа низ улиците, како и на летната сцена и се фотографираа за спомен. Како се викаш? Елена. Во што си денеска преправена? Во Снежана. Кој ти помогна вака убаво да се преправиш? Мама. Како се викаш и кој оделение си? Теја. Четврто. Каде учиш? Во Свети Кирил Методи. Добро, кажи ми денеска во што си преправена? Во Принцеза. Во принцеза? Да. Од бајките, така? Да. Кој ти помогна вака убаво да се преправиш? Мама. Секоја година се преправаш на 1 април? Да. Дали денеска излажа некого? Не. Ќе го направиш тоа? Не знам. Кажи ми како се викаш? Мартина. Од кое училиште доаѓаш? Од Мичи. Добро, кажи ми денеска во што си преправена? Учевен капче. Кој ти помогна вака убаво да се преправиш? Учителките. Учителките. Добро, кажи ми дали денеска излажа некого? Не. Ќе го направиш тоа? Да. Како се викаш? Анастасија. Во што си денеска преправена? Принцеза. Кој ти помогна вака убаво да се преправиш? Мама. Кажи ми денеска ја излажа ли мама нешто? Да. Традиционалната априлијада оделението за јавни дејности од општина Кочани ја организира секоја година, која станува се помасовна и интересна за новите деца кои учествуваат во неа. Манифестацијата сама по себе прераснува во настан што на денот на шегата ги собира граѓаните на едно место и ги развеселува, заборавајќи на секојдневните проблеми. Априлијадата се организира со средства програмата за поддршка на образованието за 2019 година. Најубавите и најкреативните маски наградени во Виница. И во оваа општина се одржа априлијадата на која имаше голем број маскирани дечиња. Од година во година се зголемува интересот за колективно учество во априлијадата и во Виница, каде што и годинава имаше најголем избор на групни маски од градинката и училиштата. Секоја чест за наставниците и учителките, кои максимално се ангажирале со своите креации и заедно со децата и нивните родители изработиле одлични маски. Комисијата во состав Миливој Симеонов, Дејан Спасов и Катица Алексова одлучија првата награда да ја додели на групната маска Пуканки на учениците од основното училиште Гоце Делчев од класот на наставничката Тања Данилова. Втората награда отиде кај учениците од основното училиште Славчо Стојменски за групната маска Лего Коцки, изработена од класот на наставничката Нада Димитрова. И третата награда им припадна на децата од големата група во детската градинка Гоце Делчев под менторство на Виолета Спасова и Васка Илиевска. Во поединечна конкуренција, својата оригиналност ја потврдија повеќе учесници, меѓу кои 3 беа наградени од комисијата. Наградите беа обезбедени од општина Виница, а како спонзор на настанот е и компанијата Мак Прогрес, која за сите дечиња подели производи од сопствената палета на производи. Територијалната противпожарна единица од Кочани викендов имаше интервенција за гасење голем шумски пожар во атарот на селото Пресека. Во огнената стихија изгореа 50 на хектари шума, а се претпоставува дека пожарот е подметнат. Во пожарот што ги зафати падините на Осаговските плани викендов кај селото Цера, досега изгореа над 50 хектари со букова и борова шума. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани трет ден се наоѓаат на терен, но немокни се во локализирањето на пожарот поради непристапноста на теренот, а силниот ветер и сувата вегетација дополнително помагаат огнот брзо да се шири.
Командирот на територијалната противпожарна единица Благој Паунов истакна дека интервенирале повеќе од 48 часа, при што се ангажирани сите пожарникари и опремата со која располагаат. Во моментот на подготвувањето на вестите се уште активно беше уште едно жариште, но тој рече дека се надеваат дека до доцна попладнето и тоа ќе биде изгаснато. Инаку пожарот се појавил во саботата, при што со брза интервенција бил запрен, но во неделата наутро се појавил нов на локација што била недостапна за противпожарните возила. Според првичните индиции што биле согледани, најверојатна причина за пожарот е човечкиот фактор. Инаку претходната ноќ заседаваше и општинскиот кризен штаб со представници на Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, територијалната противпожарна единица, полициската станица, комуналното предпријатие Водовод, шумското стопанство Согово и од локалната самоуправа, при што беше изготвен план за дејствување во текот на денот. Целта е со добра координација и комуникација брзо да се реагира и да се превенира на тамошното ширење на пожарите. Попладнево на терен дежурни останаа екипи составени од пожарникари, инспектори, полицајци и представници на шумското стопанство, како и од општина Кочани. Поради појавата на шумски пожари, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воведе 24 часовна забрана за движење во шума и на шумско земјиште. Забраната започна да важи од 29 март, а ќе трае се до нејзиното отповикување. За непочитување на оваа забрана на физички лица кои ќе бидат затекнати да се движат во шума и на шумско земјиште, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во динарска противвредност. Како превентивна мерка за заштита од пожари се забранува и палењето на страништа, плевел и други растителни отпадоци на ловишта и на земјоделско земјиште. За ваков прекрашок глобата изнесува од 1500 до 3000 евра во динарска противвредност. Забраната ја спроведуваат вработените од јавното предпријатие Национални шуми, субјектите што управуваат со заштитените подрачја од сите категории кои вршат дејност заштита, МВР, Шумска полиција, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Државниот инспекторат за животна средина и други инспекторати од слична надлежност. Во локалната самоуправа на Кочани се одржа ждребување за редоследот на бесплатното поставување изборен пропаганден материјал. Во определениот рок се пријавиле двајца од тројцата организатори на предизборната кампања, кои ќе учествуваат на предстојните председателски избор. Пропагандните материјали на кандидатот од коалицијата ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова за предстојните председателски избори ќе бидат поставувани први на местата за бесплатно политичко рекламирање што ги определи општина Кочани. Веднаш до нив ќе се најдат изборните плакати на кандидатот Стево Пендаровски, поддржан од коалицијата предводена од СДСМ. Така одлучи случајниот избор на ждребувањето што се одржа во просториите на локалната самоуправа, каде што дојдоа представници на двата споменати организатори на изборната кампања. Ждребувањето е дел од вообичаените предизборни активности, а е во согласност со одлуката на Советот на општина Кочани за утврдување места за истакнување изборни плакати и утврдување услови за добивање право за користење на местата за истакнување пропаганден материјал на подрачјето на општината. За ваквиот вид пропаганда партиите го добиваат рекламниот простор без да платат надоместок, а што е определено како една од законските обврски на локалните самоуправи. За да можат да постават рекламни плакати, тие претходно имаа обврска да поднесат барање до градоначалникот, што требаше да содржи и писмен доказ за потврдена кандидатска листа од Државната изборна комисија. Во рамки на ждребувањето, од општинската администрација беше побарано по завршувањето на кампањата учесниците да го отстранат рекламниот материјал. Изборните плакати да се одлепат. Праксата до сега, искуството зборе дека не се почитува. Мене ми е должност уште еднаш да ве замолам и да побарам по завршување на изборите, бидејќи оставаме лоша слика града за градот и бидејќи јаки се лепаците кои се употребуваат, многу тешко се отстранат. Представниците на изборните штабови на двајцата председателски кандидати најавија фер кампања. Во секој случај останува се договориме со нашите противници во оваа кампања да не се гледаме како непријатели, туку да продолжиме да имаме една
витешка борба. Се надевам дека ќе потпишеме и еден етички кодекс за начин на истекнување на материјалот и за подоцна истиот тој да биде отстранен според насоките на одговорните во општината. Во однос на кампањата се надеваме да почина фер кампања со сите демократски капацитети од страна на нашите противници и ние ќе ги почитуваме. Изборниот пропаганден материјал може да се поставува на неколку локации во градот и во населените места, при што локациите се веќе познати со оглед што и на претходните изборни циклуси истите беа користени за овие намени. Седмата вечер на македонскиот афоризам помина во знакот на политикоманијата, тема на која твореа афористичарите од Македонија. Доделени и наградите на најдобрите и најуспешните афористичари. Во организација на Сдруженијето Афористичка репрезентација на Македонија во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани се одржа седмата вечер македонскиот афоризам. Во пријатна атмосфера, со многубројна публика што го преферира афористичкиот израз, беа доделени наградите на најуспешните афористичари кои годинава твореа на конкурсот на тема политикоманија. Според одлуката на жирито, годинава првата награда ја доби Маријан Ангеловски од Скопје, кој достига настапува и учествува на сите организирани 7 вечери на македонскиот афоризам во Кочани, а 3 пати е добитник на третата награда. Интересна беше темата, политикоманија, значи генерално кај нас луѓето многу зборат за политика, цело време се зборува за политика, така да сатирата е нешто кое што треба нели да произлезе од народот, значи проблемите во општеството, така да темата беше одлична за нас сатиричарите. Така, јас пишувам и драми нели покрај сатирата, имам представа една моја која што играме, го силувавме Ежот, на тоа работам во моментов на представата. И константно си пишувам афоризми, настапувам и надвор од земјава со афоризми на други фестивали. План ми уште една книга добивам, веќе имам 2 со афоризми, сега ова би била трета. Втората награда отиде во рацете на Витомир Долински од Струга, а третата кај Атанас Кралевски од Велес. Пофалници добија Јане Атанасов и Љубинка Донева од Кочани и Георги Хаджи Васков од Скопје. Специјална награда, златна плакета за особен придонес за развојот на сатирата и хуморот во Македонија и за афирмација на македонската афористична ризница надвор од границите на нашата татковина, му беше доделена на афористичарот Васил Толевски. Организатори на вечерта е Кочанската библиотека Искра и Сдруженијето на граѓани, афористичка репрезентација на Македонија Кочани, чиј претседател е афористичарот Јане Атанасов. Имајќи во предвид дека конкурсот беше ограничен само за автори од Македонија, како што беше и минатите години, а причина за тоа се слабите финансиски средства со кои располагаме. Како што реков, имајќи во предвид дека е ограничен само на автори од Македонија, а во Македонија знаеме отприлика колку автори има, така што бројката од 20 на автори со 26 пратки мене лично ме задоволува. А ланската година беше пресвртница, бидејќи бевме оставени малтене без финансиски средства, успеавме да истераме, останаа многу неизмирени обврски, меѓутоа ете смогнавме сили да продолжиме понатаму и се надевам, бидејќи ќе ја поминеме и ова вечер, ќе тераме барем до 10 понатаму, што Бог даде. На вечерта на македонскиот афоризам со посебно внимание беше проследен настапот на специјалниот гостин, афористичарот Зоран Јовановиќ од Лесковац, Република Србија, кој е мощно популарен во регионот со својата книга со кратки и духовити раскази, пишувани на дијалект под наслов Вика Милејка. Овој културен настан, чија цел е да го популаризира афоризмот и да поттикнува на творење, е поддржан од Министерството за култура, општина Кочани и од повеќе стопански субјекти. Први и втори награди и пофалници за учениците од Средното училиште Гошо Викентиев на регионалниот надпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта, што се одржа во Куманово, Средното училиште Наце Буѓони. Задоволни од наградите, сите обезбедија пласман за учество на државниот надпревар, што ќе се одржи во Битола. Учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев се вратија со освоени први и втори награди од регионалниот надпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта, што се одржа во Куманово во Средното училиште Наце Буѓони. На надпреварот Кочанското училиште беше представено со 4 ученици кои освоија награди.
Марија Анакиева доби прва награда од струката електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Дејвид Ристовски втора награда електротехничар енергетичар. Александра Ташкова пофалница техничар за компјутерско управување. Ангеле Ангелевски пофалница машинско енергетски техничар. Сите овие четворица ученици обезбедија пласма за учество на државниот надпревар, што во почетокот на месец мај ќе се одржи во Битола. На државниот надпревар претходно место обезбедија и учениците. Дејвид Митевски електротехничар за електроника и телекомуникации, Антонио Ѓоргиев електромеханичар, Љубиша Ѓоргиев машински техничар, Мартин Алексов автомеханичар и Христијан Тасов техничар за транспорт и шпедиција. На надпреварот по роботика пак Робомак, што го организира факултетот за електротехника и информациски технологии ФЕИТ, учествуваше ученикот Фиден Стоименов од 4 Е3 клас, кој освои сребрен медал во конкуренција од 36 ученици од 4-та година од средните училишта од Македонија. Надпреварот се состои во програмирање и управување на едукативни роботи. Целта на надпреварот е да се зголеми интересот за роботиката и вештачката интелигенција меѓу средношколците во земјава. Покрај овие надпревари, 5 ученици пак беа дел од Upshift програмата што се реализираше во Струга. Тоа се Стара Стоилкова, Давид Стојков, Душан Цимбалевик, Филип Остолов и Матеј Јосифов. Станува збор за трети циклус од програмата, чија цел е да ги поттикне младите луѓе преку развој на предприемачки решенија да одговорат на предизвиците во нивната заедница. Следуваат информациите од спортот. 17 медали освоија членовите на карате клубовите Партизани Кочани на меѓународен турнир во Скопје. Тоа е голем успех за кочанскиот спорт, посебно што се работи за млади талентирани каратисти, од кои се очекуваат добри резултати. Членовите на карате клубовите Партизани Кочани забележаа нов успех. Вкупно 17 медали освоија каратистите од двата клуба кои учествуваа на меѓународниот карате турнир Солидарност Опен 2019, што се одржа во Скопје. На турнирот имаше вкупно 550 надпреварувачи од 40 клубови од Македонија, Србија, Бугарија и Албанија. Успешниот настап за каратистите од Партизан беше потврден со освоените 5 први и 5 втори места. При тоа со златни медали се закитија Филип Стојанов во категоријата до 46 килограми, Благоја Тасевски кај помладите кадети во категорија до 41 и до 46 килограми, Ѓорги Петров кај кадетите до 63 килограми и Мартина Шахинова кај кадетките над 54 килограми. Покрај тоа солиден настап со пласмен на второто место и освоен сребрен медал остварија Филип Стојанов кај пионерите до 42 килограми, Антонија Стојанова кај помладите кадетки до 50 килограми, Кристијан Грозданов кај кадетите до 52 килограми, Ѓорги Петров во јуниорска конкуренција до 61 килограм и Робертов Здравковски кај јуниорите до 68 килограми. На турнирот во Скопје со 7 каратисти настапи и карате клубот Кочани, при што неговите членови освоија 1 златен, 3 сребрени и 3 бронзени медали. Првопласиран беше Љубомир Давидков во категоријата јуниори до 76 килограми, а на второ место се пласираа Наталија Веселиновска кај кадетките над 54 килограми и Наталија Карова во истата конкуренција до 40 килограми и над 45 килограми. Со бронза пак на турнирот се закитија Драгана Насева кај кадетите до 54 килограми и Елена Стојанова во пионерска конкуренција до 44 и над 44 килограми. Викендов се одигра 17-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во која женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен ја победи екипата на Љуботено Тетово. Во третата фудбалска лига Исток пак се одиграа 2 надпревари, а Осогово ги освои бодовите со службен резултат. Во рамки на 17-тото коло од првата фудбалска лига за жени, викендов екипата на Кочани беше домакин на средбата со Љуботено Тетово. При тоа се оствари најавата од и ова ќе биде шанса кочанскиот прволигаш да ги прокнижи првите пролетни бодови, при што домашните фудбалерки победија со минимален резултат од 1:0. Тетовчанки не беа лесен противник за нашиот тим, а единствениот гол дури во 83-та минута го постигна Андреја Крстева.
Во моментот џФК Кочани е на 10-то место на табелата со 14 бода, колку што има и Атлетикот Битола, но е една позиција пред него. Во следното коло нашиот прволигаш ќе гостува во Скопје против лидерот на табелата Драгон 2014. По неколку одложувања и препукувања меѓу клубовите и раководството на лигата, викендов конечно се одигра некомплетното прво пролетно коло во третата фудбалска лига Исток. Осогово на домашен терен требаше да се сетне со Кежовица од Штип, но гостите не допатуваа, па лидерот на табелата прокнижи бодови со службен резултат од 3:0. Инаку, во преостанатите два одиграни надпревари, во Проби Штип Овче поле го победи Рудар со 3:1, а во Берово Малеш ја совлада Виничка Слога со ист резултат. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.